Стартуваме со најновите информации. Политика, економија, земјоделие. Еве што го одбележа денешниот ден. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Тутунарите ја започнаа новата реколта. Министерот Цветков најави исплаќање на субвенциите. Трифун Костовски повеќе не е почестен граѓанин на Велес, но тој понатаму ќе се чувствувал како почестен бидејќи го сака Велес. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски најави продолжување на инфраструктурните проекти. Поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија велат дека имаат само една татковина. Тоа е Македонија, земјата во која се родени нивните дедовци и прадедовци, земјата која во аманет ја оставиле оние кои се бореле за низината слобода. И токму затоа тие се на браникот да ја одбранат од намерите да одредени странски центри, да се промени уставноста. Ова е пораката од вчерашниот протест во Велес. Протестот продолжува и денеска. Патеката по која ќе се движат поддржувачите на заедничка Македонија останува иста. Од пред споменикот на Панко Брашнаров до центарот на градот, кај спомениците на илинденските војводи и Коста Солефрацин. Барањата остануваат исти: отфрлање на тиранската платформа и нови предвремени парламентарни избори заедно со редовните локални. Еве дел од изјавите на анкетираните велешани. Се додека не се отфрли целосно албанската платформа, брзи избори, и мислам да ложи проблемите, треба и попис и морни парламентарни избори заедно со локалните. Изборите сами ќе дојдат, бидејќи оваа влада нема да биде што се планира да биде, нема да биде, сигурен сум во тоа. И тоа ќе се случи. Сигурно дека ќе се случи. Се додека Македонија не биде гарантирана унитарноста на Македонија и додека тие сите таму што мислат дека може да продат Македонија, не се покајат и не побарат прошка од народот. Во полнек инфраструктурните проекти во општина Демиркапија. Наскоро ќе започне реализација на проектот изградба на етнокомплекс. Станува збор за изградба на етно село среде долината со клисури во Демиркапија, каде што ова растојание е распослано на отворен простор и привлекува љубители на природата. Проектот предвидува изградба на објекти кои ќе го оживеат овој регион. Ќе овозможи уживање на туристите и сите љубители на природата. Туризмот во последниве неколку години представува клучна алка за развој на општините во Македонија. Општините посебен акцент ставаат на проектите за негов развој, па така и општина Демиркапија. Инфраструктурните проекти продолжуваат со полнек во Демиркапискиот дел. Проектот за етно село е готов, а во него се зацртани сите објекти кои треба да бидат изградени. Локалната самоуправа очекува дека со реализација на проектот за етно објектите во село Клисура ќе заживее овој регион, ќе се возможи уживање за туристите и сите љубители на природата и секако повеќе и нови вработувања за локалното население. Имена станува збор за старо и напуштено село близу Демиркапија и крај долината. До селото се доаѓа преку стариот макадамски пат за Гевгелија, кој минува кај железничката станица Клисура. Околу 30.000 тутунарски семејства во земјава ја започна новата реколта. До крајот на месецов тутунарите ќе склучуваат договори со откупните фирми. Интересот за тутунопроизводство е на ланското ниво, кога се откупи околу 25.000 тони. Македонските тутунари ја почнаа новата реколта. Се сади тутунот, се склучуваат договори и нестрпливо се очекува исплатата на субвенциите. Околу 30.000 тутунарски семејства во земјава нестрпливо ги очекуваат субвенциите за откупениот тутун на стартот на новата реколта. До крајот на месецов тутунарите ќе склучат договори со откупните фирми. Интересот за тутунопроизводство е на ланското ниво, кога се откупи околу 25.000 тони. Откупувачите велат ја исполнуваат обврската да се снабдат кооперантите со семенски репроматеријали. Македонските тутунари очекуваат да им бидат исплатени околу 25 милиони евра субвенции.
Веќе нема законски пречки за исплатата на субвенциите за земјоделците по вчерашната одлука на Уставниот суд, кој времено ги стопираше одлуките од изборниот законник и законот за спречување на корупцијата, кој не дозволува исплата на државна помош пред формирање нова влада. Пари во буџетот за оваа намена има. Сега се чека само одлуката да стане правосилна, што значи да се објави во службениот весник. Веднаш потоа земјоделците ќе ги добијат субвенциите, рече министерот за земјоделие Михаил Цветков во изјава за Радио Слободна Македонија. За оваа година, за 2017, исто така имаме 100 милиона евра и за останати средства, значи неисплатени за 2015 и 2016 година се некаде 4 милиарди или околу 67-8 милиона евра. Пред се тука највеќе е тутунот, каде што, знаете, тој се исплаќа наредната година се 25 милиона евра и секако сите оние што рековте, нели, ќе ги исплаќаме поред како согласно, нели, како доаѓале, нели, тие што се најзастарените, сега најпрво тие ќе ги исплаќаме. Или во секој случај мислам дека овие средства се обезбедени, ги има во буџетот, ги има во програмата и Министерството за финансии се надевам дека во најбрз можем рок ги исплати овие средства. Има сериозна градежна експанзија во делот на патиштата, особено кај експресните и регионалните, рече денеска во изјава за новинарите председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој потенцираше дека реализацијата на инфраструктурните проекти се нивно ветување пред граѓаните и тие до последен момент се додека имат можност ке работат на исполнување на дадените ветувања. Еве дел од изјавата на Груевски. Најавивме изградба на експресни патишта и можем да кажем дека дел од нив се речиси готови, дел се во градба, дел треба за 1 месец од сега да започнат. Имено, веќе е речиси готов експресниот пат од Велес до Штип со 4 ленти. Неодамна започна градбата на патот помеѓу Кочани и Штип. Експресен пат, нов, 4 ленти и започна минатиот месец. Стариот пат останува, оној помеѓу Штип и Кочани, ова е комплетно нова траса, која што во наредните години и пол треба да биде завршена. Станува збор за околу 26 километри, 4 ленти експресен пат. Се гради во тек на градба исто така патот од Градско до Прилеп, исто така експресен пат 4 ленти, а веќе следниот месец треба да започне градбата на експресните патишта, експресниот пат од Штип кон Радовиш, исто така 4 ленти и од Ранковце до Крива Паланка, практично патот кон Бугарија. Советот на општина Велес со 12 гласа за и 8 против на бизнисменот Трифун Костовски му ја одзеде титулата почесен граѓанин на Велес. До ова дојде откако појавно искажан зборот Трифун Костовски, членовите на Сдруженијето Звезда се почувствуваа навредени. Дијана Иванова има повеќе. Бизнисменот Трифун Костовски повеќе не е почесен граѓанин на општина Велес. Советот на вчерашната седница со 12 гласа за и 8 против ја изгласа одлуката за престанок на важноста на одлуката, со која тој беше прогласен за почесен граѓанин. Одлуката за одземање на признанието доаѓа по барање на Сдруженијето на граѓани Звезда. Тие се почувствувале навредени од неговата изјава, дадена за една национална телевизија. Проба да не дели на тој основ и да не праќат негдека, да одиме да ги бараме правата. Незамисливо, не можеме да поминеме преку тоа. А мислиме да таков човек не може да ја носи и титулата почесен граѓанин на Велес. Тој ние овде не има, значи со потекло и со корените како потомци 14.000, тоа сме една третина од градот. Да, незамисливо, значи да нас некој така не гледа. Да одиме и да си ги бараме правата и да се бориме во друга држава. К1 телевизија денеска контактираше со Костовски. На прашањето која е неговата реакција по одлуката на Советот, тој беше изненаден, бидејќи како што рече во телефонскиот разговор, не ни знаел дека била покрената таква иницијатива. Преку СМС порака на нашето прашање одговори.
Несомнено низок чин на повреда. Нека им служи на чест на актерите за оваа неправда. Благодарам на Велешани, што дозволија во изминатите години да бидам почесен граѓанин. Одземањето на ова признание кој има длабоки политички пориви за мене е апсурд. Јас и натаму ќе се чувствувам почесен, бидејќи јас го сакам градот и жителите на Велес. Трифун Костовски, почесен граѓанин на Велес, беше цели 15 години. Оваа титула ја доби како благодарност за неговиот придонес за заштитата на националното наследство, но и за вложувањата во развојот на културата и спортот. Прогласувањето се поклопи со времето кога тој ја купи некогашна парцеланка и најавуваше нејзино рестартирање. За сите овие години Костовски не беше присутен на ниту една јавна манифестација. Проблемот со каналот за наводнување наречен Макарија во селото Трстени Кавадаречко беше тема на денешната пресконференција на СДСМ Кавадарци. Тие велат дека земјоделците се оставени без екзистенција поради неземените субвенции и штетите од временските неприлики во овој период од годината. Земјоделците од овој регион се соочуваат со уште еден голем проблем. Мартина Митков. Се наоѓаме на местото викано Трстеник. Овде се наоѓа каналот за наводнување, наречен Макарија, што е во собственост на владата на Република Македонија. Голем број земјоделци кои го користат овој канал со години се жалат на недостиг од вода за наводнување. Веќе 10 години земјоделците немаат вода кога таа им е најпотребна, бидејќи каналот не е во функционална состојба. Главниот проблем е неодржувањето на овој канал, кој е запушен и веќе неколку години е во катастрофална состојба. Симфоните на каналот се стари над 50 години и се уништени од ерозија. И покрај бројните апели во последните 10 години, надлежните не презедоа ништо да го санираат овој проблем на каналот. Негрижата на надлежните институции за состојбата во овој канал резултираше со штети врз посевите на локалните земјоделци. Премиера на првата стендап комедија на новинарот Пецо Миланов, насловена Јас сум Антиго Натиго, ќе се одржи утре вечер со почеток во 20:30 часот. Миланов ветува смење до солзи и многу изненадувања за сите оние кои не успеале да набават карти за промоцијата. Првата реприза ќе имаат можност да ја погледнат во сабота, исто така со почеток во 20:30 часот. Годините не се пречка да се работи она што се сака и со голема љубов години наназад го работел. Новинарот Пецо Миланов од Неготино, овој пат во малку поинаква форма, со полн ентузијаст се впушта во нов проект насловен Јас сум од Антиго Натиго. Синергијата меѓу јавноста и публиката, тој ќе има можност да ја покаже на неговата прва стендап комедија. Проектот и идејата се лично негови, работени во период од 4 месеци. Во истиот, без сомнение, тиквешкиот дијалект ќе се вклопи во хуморот, бидејќи дијалектот е јазикот на хуморот, а стендапот како жарн го дозволува тоа. Станува збор за стендап комедија, малку изместена од своите форми. Истата е на изворен тиквешки дијалект и обработува некои вечни релации на она што значи Тиквешки регион, па и малку пошироко, Неготино, Кавадарци, еден вечер ривалитет, Демиркапија, преку еден специфичен хумор, кој што по моје мислење не е слушнат и виден до сега, со неколку музички ефекти пропратен. Миланов советување дека ќе направи природен лифтинг со насмевки и ќе ги размрда стомачните мускули на сите оние кои ќе бидат дел од утрешната стендап комедија, која започнува во 20 часот и 30 минути, а поради големиот интерес од продажбата на картите за премиерата кои се распродадоа 2 недели пред истата, новата доза на хумор е закажана за во сабота, исто така со почеток од 20 часот и 30 минути. Јас во овој период од речиси 4 месеци, направив поединечно разговор со некаде 500 луѓе од Тиквешкиот регион, од сите сегменти на животот, независно по образование, по чаршија, по институција, по приватен бизнис, ситен или крупен. И му ја пренесов идејата на секој со кого што разговарав. Приемот беше одличен, премиерата како премиера, реално, се распродаде, значи буквално се распродаде на некои си
2 недели пред настанот. Миланов, кој на доста скрупулозен начин ја вршеше професијата новинар, утре ќе го видиме во поинакво светло, со креативна слобода ќе ја соопшти вистината, но од друг агол, и ќе се представи на публиката со нешто поинакво од тоа што досега го правел во изминатиот период. Батали, Лојзе, Патлиџани Чушка. Ела си странецу при мојта пушка. Мојот фишек не е чор, ати го гратис при мојот двор. Локалната самоуправа и Сојузот на училишен спорт на општина Велес организираат низ за спортски активности за учениците од основните и средните училишта. Во овој месец на спортски активности ќе учествуваат и децата од градинките. Ања Василева ги има деталите. Мај е месец на спортот. За таа цел локалната самоуправа и Сојузот на училишен спорт на општина Велес организираше низ за спортски активности за учениците од основните и средните училишта. Славчо Давидковски, подпредседател на Федерација на училишен спорт на Република Македонија, вели дека меѓусебните надпревари се одлична можност учениците да ги покажат нивните квалитети и истите да придонесат за нивни понатамошни успеси. Во текот на месецот, поточно од 9 мај, од денот против фашизмот и денот на Европа, почнавме со футсал надпревари за средни училишта машки. Денеска продолжуваме со спортски активности сите основни и средни училишта во отворените и затворените спортски објекти и на основните и средните училишта и оние што располага општината. Градската сала, градскиот стадион, одбојка на песок, тенис и така натака. Во овој месец на спортски активности ќе учествуваат и децата од градинките, вели Давидковски. Продолжуваме на 19 мај со сите ученици, односно дечиња кои што се во градинките на општина Велес, некаде над 350-60 дечиња. Тие активности ќе траат исто во период од 9 до 12 часот. Анкетираните ученици велат дека од сите спортови кои ги изучуваат по предметот спорт и спортски активности, одбојката им е најомилена. Во која спортска активност учествуваше денес? Во одбојката учествував. Играм само за школа кога има неколку надпревари, инаку одам во друг тим, одбојкарски тим. Колку време тренираш одбој? 2 години. Во друга некоја спортска активност, активна си во училиштето? Па, повеќе во одбојката. Инаку покрај децата кои се вклучени во овие спортски активности, учество ќе земат и ветераните. Во сабота на 13 мај возрастните спортисти ќе играат фудбалски надпревари на градскиот стадион во Велес. Домот за деца без родители 11 октомври е добитник на првата награда за најдобар филм во Бари, Италија, на регионалниот фестивал за филм и детски цртежи Бин Мейл. Станува збор за филмот Два света, краткометражен, кој што децата го снимија со своите воспитувачки на дадена тема од организаторите Здраво љубов, болна љубов. Го прикажува животот на едно девојче во домот за деца без родители и животот на друго девојче во сопствен дом со своето семејство. Директорката на 11 октомври Ристенка Атанасова вели дека се горди и среќни за успехот на филмот и нивните дечиња. Фестивалот традиционално се одржува секоја година во Италија и е посветен на децата, нивниот развој и детството. Во продолжение вести од Македонија. Нов конкурс за македонските компании за бесплатни странски експерти се очекува следната недела да објави владата на ВМРО ДПМН. Тоа значи дека компаниите во Македонија кои ќе се пријават да добијат речиси бесплатно странски експерт, кој што ќе престојува недели или месеци во нивната компанија и врз основа на своите долгогодишни искуства во областа на одредена фабрика или компанија, да им ги пренесе најдобрите практики и искуства што ги стегнале во многу развиени држави, рече Никола Груевски, председателот на ВМРО ДПМН. Морам да потенцирам дека владата на ВМРО ДПМН до последен ден ќе работи да ги исполни ветувањата на граѓаните. До последен ден ќе работи да е подобри состојбата и животот на граѓаните. И од тие причини може да се очекува и
овој оглас да излезе следната недела, кој што ќе трае 45 дена и во кој што сите компании во Македонија кои се квалификуваат за тој оглас ќе може да се пријават. Груевски потенцира дека без разлика за која области да се работи, за модернизирање на производството, маркетинг или пак за менеджментот, проектот продолжува, бидејќи досега го искористиле над 100 компании. Тој додаде дека овој проект ќе им помогне на компаниите да растат, да се развиваат и да се отворат нови работни места. За годинава се предвидува раст на бруто домашниот производ од 2,9% за разлика од лани, кога македонската економија достигна 2,4%. Пролетна економска прогноза на Европската комисија за државите членки за Западниот Балкан, за САД, Индија и Кина. Бруто домашниот производ во земјава е значително забавен поради недостиг на инвестиции, пишува во извештаат. Сепак економските основи, побарувачката, увозот и извозот остануваат стабилни, што се однесува на невработеноста. Таа годинава треба да се намали за 1,3% и да изнесува 22,4%, а во 2018 година Европската комисија очекува пат на невработеноста на 20,9% од активната работна сила. Македонија спаѓа во групата средно задолжени земји со 40% задолженост на владата. Сириец е осуден на доживотен затвор во Австрија за екзекуција на 20 невооружени војници од владините сили, пренесуваат француските медиуми. 27-годишниот маж се борел во редовите на бунтовничката слободна сириска армија. Сириецот бил уапсен во бегалски камп во Западна Австрија, откако бил предаден од свој сонародник. Мажот признал дека во Хомс и во околината во 2013 и 2014 година екзекутирал 20 ранети и невооружени војници од сириските владени сили. И покрај тоа што за време на процесот го повлекол своето признание, тој бил прогласен за виновен по обвиненијата за воени злосторства. Одиме со вестите од светот. Унгарската влада привремено ја суспендира уредбата на Европската унија за систематска контрола на патници на шенгенските граници, заради повеќе часовните задржувања на незините граници. Сега на сила се целни контроли на патниците, што беа применувани пред донесување на уредбата. Уредбата на Европската унија за систематски контроли на патниците, која на шенгенските граници се применува од почетокот на април годинава, предвидува на сите граѓани на унијата детално да им се контролираат документите при секој влез и излез од Европската унија. Агенцијата ТАСС повикувајќи се на соопштение објавено на сајтот на Централната разузнавачка агенција, информира дека формиран е специјален центар за спротивставување на заканите од нуклеарната и ракетна програма на Северна Кореја. Во статијата нагласен е фактот дека ова е прва единица на ЦИА фокусирана на една држава. Центарот ќе ги обединува ресурсите на неколку оделенија и ќе ги анализира информациите за нуклеарната и ракетната програма на Северна Кореја. За сега не се открива името на раководителот на единицата. Интересен е фактот што информацијата за формирање на единицата се соопштува во момент кога Северна Кореја може да ја изврши нејзината 6-та нуклеарна проба. САД не исклучува можноста да нанесе превентивен удар врз Северна Кореја со цел да ја попречи работата на ракетите со нуклеарни боеви глави. Денеска имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност, проследено со умерен повремено засилен јужен ветар. Утринската температура се движеше во интервал од 3 до 12 степени, а дневната достигна до 27 степен. До сабота времето ќе биде стабилно со умерен до засилен јужен ветар и со значителен пораст на дневната температура. Доста топло се очекува да биде во јужните делови вдолж Повардарието, а температурата на повеќе места да достигне и до 30 степен. Ова беше последната информација во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.